Рускиот председател Владимир Путин им наредил на руските вооружени сили да почнат да се повлекуваат од Сирија. До ова дојде понад 5-месечното нивно ангажирање за зацрстување на позицијата на председателот Башар ал-Асад. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и... Верувам дека целта утврдена од Министерството за одбрана и вооружените сили во голем дел е исполнета и затоа јас му наредив на министерот за одбрана од утре да почне повлекување на главниот дел од нашите воени групации од Сирија, изјави Владимир Путин на состанокот во Кремљ со министерот за одбрана Сергеј Шојгу. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков соопшти дека Путин му телефонирал на сирискиот председател Асад за да го информира за руската одлука. До овој потек дојде на денот кога во Женева почна нова рунда на мировните преговори за Сирија под посредство на Обединетите нации. Путин исто така наредил интензивирање на руските дипломатски напори за постигнување договор за крај на војната во Сирија. Во петгодишниот конфликт загинаа над 270.000 луѓе, додека неколку милиони беа присилени да ги напуштат домовите и да бараат за солниште, голем дел од нив и во Европа. Според Путин, руската воена интервенција помогнала во дипломатските напори. При участии российских Благодарение на учеството на руското воено ангажирање, сириските воени и патриотски сили постигнаат темелен пресврт во борбата против меѓународниот тероризам и презема иницијатива во речиси сите фронтови, за да се создадат услови, како што веќе реков, за почеток на мировниот процес, рече Путин. Сепак тој сигнализираше дека Москва ќе го задржи военото присуство. Тој не прецизира рок до кога би завршило повлекувањето, додавајќи дека руските сили ќе останат во пристаништето Тартус и во воздухопловната база во Латакија, од каде што Русија го врши поголемиот дел од воздушните напади. Затоа, според посматрачите, останува нејасно дали одлуката значи и крај на воздушните напади во Сирија. Сириската опозиција предпазливо го поздрави рускиот потек. Доколку повлекувањето биде сериозно, тогаш тоа ќе им даде позитивен импулс на мировните преговори, изјави Салим Ал-Мулад, портпарол на опозицијскиот висок комитет за преговори. Најновиот руски потек како позитивен развој беше поздравен и од сите 15 членки на Советот за безбедност на Обединетите нации, како и од министрите за надворешни работи на Британија и на Германија, Филип Хамонд и Франк Валтер Штајнмајер. Белата куќа соопшти дека председателите Барак Обама и Владимир Путин телефонски разговарале за руското делумно повлекување, како и за наредните потези неопходни за целосен прекин на непријателствата во Сирија. Токму и тоа е една од целите на женевските преговори. Мајка на сите прашања е политичката транзиција во Сирија, оцени во Женева специјалниот пратеник на Обединетите нации за Сирија Стафан де Мистура.